Почитувани гледачи, добар ден. Краток преглед на вестите во 15. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира до граѓаните во регионите каде што има излевање на реките и поплави да внимаваат на безбедноста на храната и водата, како и да се грижат за домашните животни. Од АХВ велат дека треба редовно да се следат информациите за состојбата со водоводната мрежа. Доколку водата од индивидуалните водоводни објекти е видно заматена, таа не смее да се користи за пиење и готвење, се додека не се добие лабораториска потврда дека е безбедна. Редовно да се одржува хигиената на рацете пред се по контактот со водата од поплавата или со предметите кои биле поплавени, по чистењето и пред подготовката на храна. Да се внимава и да се заштити готовата храна, за да не дојде до контакт со водата од поплавите или со отпадните води, се вели во соопштението. Агенцијата препорачува храната која била во контакт со поплавата, дури ако се наоѓала во фрижидери или замрзнувачи, да не се користи и веднаш да се фрли. Храната треба задолжително термички да се обработува на температура повисока од 70 степени, а за малите деца во поплавените домаќинства се препорачува користење индустријски подготвена храна. Овошјето и зеленчукот кои се јадат свежи треба темелно да се измијат и термички да се обработат. Во однос на животните, од агенцијата потсетуваат дека собствениците се должни да обезбедат храна, вода и засолниште на безбедна локација. Инаку во регионот на Југозападна Македонија, каде имаше поплави, и утре и во следните денови се очекуваат обилни врнежи од дожд, наместа проследени со невреме. Синоќа во кафетеријата Рома во Кавадарци е уапсена српската турбофолк звезда Аца Лукас. Прекинувањето на концертот е последица за немање дозволи, нелегално финансиско работење, но и превентивно делување по трагедијата во Кочани. Од МВР го потврдија апсењето на Аца Лукас. Во официјалното соопштение стои: при вршење на акцијска контрола во угостителски објекти на подречје на Кавадарци од страна на полициски службеници од МВР Кавадарци, одделението за криминалистички работи при СВР Велес, инспектор за странци од регионалниот центар за гранични работи Југ, заедно со државниот пазарен инспекторат и инспекторатот за труд, како и управата за јавни приходи, било констатирано дека во угостителски објект во Кавадарци АВ настапувал без потребната дозвола. Против него е поднесена прекршочна пријава, а од страна на Основен суд Кавадарци му била изречена парична казна. При контролата во истиот угостителски објект констатирани се прекршоци од страна на УЈП за неиздавање на фискална сметка, прекршок согласно законот за пушење, а од страна на државниот пазарен инспекторат е констатирано дека во објектот се присутни поголем број на гости од дозволениот број, зашто ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Дополнително, Општина Кавадарци негативно одговорила на барањето на кафетеријата Рома за настапот на Лукас со поставување опрема на јавна прометна површина. Беше побарано од општина Кавадарци да даде дополнителен простор, јавен простор, за поставување на урбана опрема, маси, шанкови и друга опрема, со цел на одржување на настап или така наречен концерт на уметник или пејач Аца Лукас. Општината излезе на терен, заедно со комисија, утврди дека нема услови за да се постават таму маси дополнителни заради безбедностни причини, и на 14-11 соодветно е одбиено решение за поставување на дополнителна опрема и е известен собственикот и писмено и успено разговарано со него. Кафетеријата има капацитет со 200 гости, а внатре биле сместени 700 гости. Дека кафетеријата има работно време до 01 навечер и се наоѓа во дел од стамбена зграда. Дека во самата кафетерија имало тројно повеќе гости од колку што треба да има и врз основа на тоа што знаеме дека самиот изредувач не бил пријавен во делот на Агенцијата за вработување или Министерството за труд за негов ангажман или организирање на концерт. Така да јас само би кажал дека општина Кавадарци како ажурна општина и општина која што е транспарентна, нема да дозволи ни во еден случај да се случи нешто кое што се случи пред неколку месеци во Кочани и да имаме кафетерии, дискотеки или било што со пренатрупаност, со без мерки за безбедност и да не постапуваме. Заеднички пораки за соживот испрати Македонскиот државен врв по повод 22 ноември, денот на албанската азбука. Подсетувајќи на Битолскиот конгрес од 1908 година, кога е кодификувана албанската азбука,
Премиерот Мицкоски порача дека Македонија е дом на различности кои не разделуваат, туку ја збогатуваат нашата заедничка национална приказна. Вице-премиерот Фетаи пак ја нагласи важноста на јазичната рамноправност и промовирањето на јазичната разновидност во државата. Владата по втор пат го одбележува денот албанската азбука со свечена седница. Владата останува посветена на политики кои градат меѓуетничка доверба, создаваат простор за достоинствен развој на јазиците и културите и ја зајакнуваат кохезијата меѓу сите наши граѓани. Имаме амбиција и сакаме да градиме општество во кое младите македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, роми, власи и сите други ќе гледаат својата иднина овде, во силна и развиена татковина. Општество во кое секој јазик е мост, а не граница. Ова е нашата заедничка татковина и треба сите заеднички да продолжиме да ја градиме, бидејќи тука сме се родиле, тука сме се радувале, тагувале и најверојатно најголемиот дел од нас тука и ќе го завршиме овој наш живот. Јазикот е средство за вклучување, не за исклучување. Јазикот е мост за комуникација, не граница меѓу заедниците. Нашата влада има за цел да обезбеди еднакви услови за развој на сите јазици кои се употребуваат во земјата како дел од една современа визија за соживот и демократско институционализирање. По повод овој знаечен ден за албанскиот народ, користам можност да упатам повик да живееме заедно, да градиме заедно и да чекориме кон нашата заедничка европска иднина. Признание за македонците од Бугарија. Вака го оцени назначувањето за член на МАНУ сега веќе академик Стојко Стојков. Стојков подсети дека притисокот од Софија врз Македонија не е од вчера. Според него блокадата на нашиот европски пат е дел од подолг процес за кој, како што рече, имало знаци уште пред 2 децении. Ние се бориме за нешто толку ситно, ама толку важно во демократијата, правото да имаме своји организации со кои што да учествуваме во општествениот живот. Дури не зборуваме за партија, за најобични организации кои што испаѓа дека е невозможно во Бугарија за македонците и се бориме да се постигне на некој начин признавање на македонското малцинство. Тоа ќе реши не само нашите проблеми, тоа ќе реши многу проблеми на самата Бугарија. Македонија нема кој знае каков избор, освен да се бори. Нема друг избор, бидејќи било какви остапки ќе се само скала кон нови остапки, кои што ќе се скала кон нови остапки и така натаму, и тоа нема да има крај. Додека не се смени рамката политичка, која што сега постои во Европа и во односите Бугарија-Македонија, јас не мислам дека може да се очекува некој сериозен прогрес. Сезоната на грип и респираторни инфекции почна да ги полни болниците пред се тие за третман на деца. Десетина доенчиња веќе се згрижени во клиниката за детски болести, а бројот на амбулантни прегледи се мери со 100 дневно. Педијатрите предупредуваат дека третманот на децата во болниците може да трае и со недели. Главните симптоми се горно-респираторни, што полесно. Најголем дел од децата се со полесна симптоматологија и се третираат со препораки преку амбулантски третман. Меѓутоа, помалите доенчиња, особено бебињата, се посетливи, често они бараат и болнички третман поради компликациите, односно со зафаќање на долните респираторни патишта, белите дробови, пневмонија и така натаму, и затоа бараат по-сериозен интензивен третман, бидејќи вирусите, сезонските вируси на инфлуенца, респираторниот синцизијален вирус знаат често да дават тешки компликации, сериозни, дури имаме случаи кои остануваат и со недели на болнички третман по малите доенчиња. Следните вести се во 16 часот, дотогаш останете со програмата на Сител. Пријатно!